Се закачивте на YouTube? Па тогаш вие сте на каналот на Машки свет. Дами и господа, за оние кои што прв пат не гледаат, ова е светот на мажите наменет исклучиво за сите оние кои што сакаат да дознаат повеќе за како подобро да изгледате, како подобро да се движите со вашиот изглед, како подобро да се грижите за вашето здравје и како подобро да уживате во вашиот живот. За сите оние што претходно дојдоа на овој канал, добре дојдовте уште еднаш во едно ново видео со една нова интересна содржина која што верувам дека многу ќе ви интересира. Процедурата знаете, subscribe, like, комент, во информација може да проверите што се ние денеска ќе зборуваме, а во делот на коментарите слободата е ваша, таму вам ве чекаме да споделите што е она што сакате да го видите во следните видеа и како е она што го направивме до сега. Денеска првата тема која што ја имаме воедно и единствена, не знам зашто кажав прва, е посветена на Ако добро ме слушнавте, зборуваме за тајните на едно сако. За вашето сако совршено да прилега на вашата форма, облик на тело и структура како повеќе сакате, мора да обрнете внимание на 4 важни, да не речам, а ќе речам, клучни работи за вашето сако. Рамена, ревер, џебови и да не се вртам од позади, шлицот. Кога сме кај 4 клучни работи, една од нив се и рамењата. Рамењата се делат во 3 различни категории. Првиот стил е оној нормални рамења, каде што немате воопшто никаква потпунка или имате многу мала тенка потпунка, која што всушност прави да се обликува вашето рамо. Ова најчесто го предлагаат луѓето кои што сакаат, односно луѓето кои што ги создаваат сакоата, ги предлагаат на луѓето со атлетска градба, оние што сакаат да вежбаат рамо во теретана, или пак дополнително доколку сакате да носите сако во една кежуал варијанта, каде што самото сако ќе се припие на рамото како што ви е природно. Втората варијанта, односно вториот стил на носење на сакоа се оние со истакнат стил. И ова е многу важен стил и дефинитивно мора да обрнете внимание доколку сакате да стилски бидете одлично обликувани, бидејќи ова е заштитниот знак на custom made оделата или оделата направени по мерка. Овој тип на одела најчесто се одлика на бизнис оделата или пак на луѓе кои што се стилисти, се грижат совршено за својот стил и знаат кога нарачуваат одело или одело по мерка, точно што бараат. Затоа, доколку сакате вие да изгледате совршено, ова е стилот кој што вам совршено ќе ви прилега. Сега кај третиот стил имаме еден навистина ретро стил, односно стил кој што беше актуелен во 30-тите години од минатиот век, каде што имавме максимално изразени потпунки. Овој стил најчесто го практикуваат денеска луѓето кои што се малку поситни и сакаат да пробаат како е да носат рагби одело, или пак едноставно луѓе кои што сакаат да дојдат до израз до нивните рамења. Никош не ги разбрав овие, ама што е тука е. Зошто го кажувам ова? Заради тоа што, пример, кога носите сако со висока потпунка или со максимално потполнети рамења, тогаш кога мрдате, може и рамото да ви излезе и пример да ви стои сакото вака. Што и не е толку лошо, ама пример на подолг рок може да се укочите. Втората работа е поради фактот што немате доволна слобода на движење, заради тоа што како се движите, се движи и вашето сако, а тоа го прави обратно пропорционално од вашето тело и не изгледа баш добро. Има 3 типа исто така и на реверите. Класичен ревер, шпиц или широк ревер и заоблен или шал ревер. Првиот, оној класичен ревер е совршен за сите оние кои што имаат само едно одело или едно сако во својот ормар. Тој одговара на сите прилики кои што вие ги имате, па најчесто го употребуваат луѓето кои што сакаат да остават печаток на прво интервју за работа, сакаат да остават печаток пред прва девојка или пак едноставно сакаат да остават печаток сами на себе кога ќе се погледнат во огледало. Вториот тип на ревер, оној шпиц широк ревер, доколку сакате да изгледате доминантно, луксузно и префинето, ова не е ТВ реклама, туку е широк шпиц ревер. Станува збор за ревер кој што е навистина европски луксузен дизајн, бара многу повеќе часови на изработка, но затоа пак ефектот е едноставно неверојатен. Секогаш кога имате луксузна вечера или пак формална вечера, формален состанок или дел од денот кој што треба да оставите навистина голем печаток, тогаш широкиот шпиц ревер е за вас. Доаѓаме до третиот момент, тоа е реверот број 3, односно заоблениот шал ревер.
Ако сакате елеганција, ако сакате префинетост, ако сакате да останете запаметени на моментот од вашиот живот кој што е навистина важен, а тоа е кога сте младоженец или кум, ова е изборот за вас. Заоблениот шал ревер дава чувство на елеганција, префинетост и една таква убава должина на вашето тело и на вашето сако, за која што дефинитивно не треба многу да зборувам, бидејќи доколку ги погледнете смокинзите, ќе сватите дека овој шал ревер секогаш се користи исклучиво во смокинг варијантата на одело. Имаме 4 типа на џебови кои што се употребуваат во продукцијата или производството или создавањето на сакоата, па затоа ќе одиме со ред од полежерни кон поелегантни. Ако сте ги забележале мантилите на докторите, тука ги имаме оние надворешни џебови и тие најчесто се користат кај сакоата за полежерна варијанта, односно за оние секојдневни сакоа, односно за секојдневна употреба, за оние кои што сакаат навистина да ги употребуваат џебовите. Вториот тип на џебови кои што најчесто се користат кај сакоата се џебови кои што се два џеба, стандардни џебови со капаци. Тие се најраспространети кај сакоата кои што ги имате во секоја втора продавница каде што се продаваат одела и тие во принцип не ве одвојуваат многу од останатите луѓе кои што ќе носат одела, но затоа пак е стандардна форма на носење на сако и тие најчесто се користат за формални средби или за некоја средба на која што сакате да изгледате малку поформално. За разлика од вториот тип на џебови, третиот тип на џебови најчесто се користат во оделата по мерка, односно сакото кое што е направено за вашата линија. Тоа се два џеба стандардни со капаци и дополнително на десната страна едно тикет покет го викаат, ама никој не користи картички за внатре, туку напротив, тоа се става како моден детал за едноставно да се изрази вашето сако дека е направено по мерка. И четвртиот тип на џебови кои што се користат во сакоата се паспулни. Верувајте ми, требаше малку време да го научам овој збор, ама многу е важен заради тоа што овие џебови најчесто се користат во на елеганција во движење кога се носат одела кои што сакате да оставите убав печаток. Односно сакото ваше навистина побаво изгледа и овие џебови најчесто се користат во изработката на смокинзите, бидејќи тие се без никаков капак, односно самиот џеб доаѓа до израз. И доаѓаме до моментот кој што се нарекува шлиц на вашето сако. Поентата на шлицот е да вам ви биде комфорно. Имаме 3 типа на сакоа кои што имаат различни шлицови. Имаме сако без шлиц, италијанците сакаат така да го носат, и кај ова сако најголемиот проблем е што вие немате никаков простор на движење, односно како и да се вртите, сакото се врти доколку е закопчано според вашата форма и на кој начин вие се движите. Вториот тип на шлицови се сакоата со еден шлиц, односно ова се американските одела и најчесто се верува дека потеклото на шлицот започнува токму со еден шлиц, односно употребата на шлицот започнува со јавањето на коњите, оние кои што сакале да јаваат коњи, сватиле дека многу им се кинат оделата на половина и рекле полесно е да си направиме еден шлиц за да можеме да седнеме удобно и на тој начин да нели се чувствуваме комфорно. И третиот тип на шлицови се сакоа со два шлица или бритиш варијанта, англиска варијанта, како повеќе сакате, каде што имате два рамномерни шлицеви од лева и од десна страна. Според мене, мислам дека ова е најдобриот стил на создавање на едно сако, бидејќи имате најголема комоција кога ќе седнете во вашето возило, нема толку да се гужва вашето сако, дури да го носите на себе, а и дополнително кога ќе ја ставите раката во џеб, имате тотална комоција, повторно задникот да ви биде покриен со сакото. Ги спомнавме сите 4 работи кои што се навистина важни и влегуваат во тајните на едното сако. Ви реков на почетокот дека ќе зборуваме за тајните на сакото. Зошто го кажавме тоа? Од едноставна причина што ова се разликите од сако до сако. Имаме најразлични мажи кои што најчесто гледаат најразлични сакоа и велате добро зашто ова сако стои вака, а ова стои вака. Епа ова се 4 важни работи кои треба да ги знаете и да ги практикувате, да го одберете стилот, бидејќи сепак на крајот од денот станува збор за стил. Стил кој вам ќе ви прилега и стил во кој што вие ќе уживате. Благодарам уште еднаш за вашата дружба денеска на социјалните мрежи. Благодарам за сите оние што денеска стиснаа subscribe на нашиот канал. Доколку тоа не сте го направиле, направете го веднаш и се гледаме во наредната епизода од нашиот и вашиот машки свет. Не дозволувајте болката да го уништи вашиот живот.
дојдете на забар за вашиот живот да биде музика. Си бил на литургија у Бигорски? Озбилно? Не си бил? Господи помилуј. Доколку сакате вашето сако да изгледа совршено, мора да пратите 4. Кај да пратите бе? Шо да пратите луѓе бе? Да пратите. По пошта. Мейл. Врнете. Точно, ете со лекторот во консул. Чекај, Суфле. лекторот ми е на линија од режија ми јавува дека треба да обрнете внимание.